Неделно по 20 пациенти со меланом или рак на кожа се оперираат на клиниката за пластична хирургија. Професорката Смилја Туџарова Ѓоргова објаснува дека бројот на пациенти со рак на кожа се зголемува. Во незиното над 30 годишно искуство како хирург потврдува дека пред неколку години меланом имало само еден случај во 3 месеци. Денес има минимум по 2 операции во една недела. Меланомот е сериозна состојба која ако не се делува навреме завршува со смрт, објаснува Туџарова. Професорката со совет граѓаните да внимаваат на бемките, навреме да бидат отстранети бидејќи се голем ризик. Подобро да бидат отстранети, отколку да останат, затоа што меланомот е несакана болест, таа се лекува ако на време се открие, меѓутоа не се излекува. Меланоцитните лезии се опасност, особено за светлата популација, како велиме, најчести се кај нив. Лекувањето на малигниот меланом е хирушки. Се отстранува, соодветни димензии имаме, порано беше до 9 см се оди и се става скин графт, а денеска се оди 1,5 до 3,5 см и истата промена се вади. Генетиката не е важен фактор за појава на меланом. Она што треба да се внимава е изложеноста на сонце, да се користат креми со висок фактор на заштита, период на изложеноста на сонце и редовни самопрегледи. Причина за малигни меланом е хиперпигментацијата, односно продукцијата на телото на голема количина на меланим. Може да дојде, например, до лезија на бемката и да не биде отстранета и таа си расте, си прави прогресија, како ширење на прогресија, на забување на ивиците, појава на бело хало околу црната точка и индурација. Индурацијата од имбибираност кон горе и кон внатрешност. Мора да се внимава, нели, ние бараме помош исто така и од дерматолозите. Меланомот е непредвидлив. Тој може да се појави и во пределот на окото, вулвата и анусот, но секоја промена мора да се третира хирушки, а не со само лекување, објаснува Туџарова.